Добар ден за Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Добар ден за сите комитети на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Добар ден ВМРО ДПМН. Со одбележувањето на оваа годишница од првата конференција на Унијата на жени, најпрви им дозволите да ви се заблагодарам за вашата несебична работа, за вашата поддршка и за вашиот темелен и одговорен пристап. Вие сте еден од клучните столбови на ВМРО ДПМН. Вашата улога во сите изминати изборни циклуси беше огромна, но вие сте унија која многу изработува и помеѓу два изборни циклуси, постојано и непрекидно. И тоа е најдобриот рецепт за успех на избори кога ќе дојдат тие. Во Унијата на жени свој допринос во изминатите години дадоа десетици илјади жени, посветени активистки на ВМРО, а дел од нив беа и во раководствата на Унијата на жени, во извршниот комитет, општинските комитети, местните комитети и во сите тела на партијата, вклучувајќи ги кимовите, но и во многу партиски и општествено корисни активности. Благодарност до сите нив, до сите вас и честитки за бројните успеси досега. Не само на изборите, туку и преку многу помагања на многу луѓе кога се во тешкотија, многу одржани трибини, многуте теренски активности. Честитки за сите досегашни раководства на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Тргнувајќи од првото раководство и првата председателка на Унијата на жени, сите понатаму, па и денешното раководство на чело со председателката Даниела Рангелова. Честитки за сите успеси. Денешното време е динамично. Тоа е полно со искушенија и со препреки. Современата жена на денешното време има повеќе предизвици. Таа не ја признава филозофијата која вели дека животот е борба само на едно поле. Туку таа прекоси и се бори на секое поле, професионално и приватно. Современата жена треба да биде активна и успешна на работното место, во градењето на кариерата, но и посветена и успешна и во кругот на своето семејство. Овие годишни собери на Унијата на жени се одлична можност да се осврнеме на повеќе работи, поврзани со нашето делување на повеќе полиња, посебно на оние на кои сме се обврзале за време на изборите, оние за кои сме ветиле предвижување и резултати. Предизвици има премногу. И не само кај нас, туку буквално во секоја земја, од цела Европа и пошироко. Посебно низ нашето обкружување. Ова се тешки и динамични времења. Времења на многу отворени прашања, времења на свет многу поразличен од оној на кој сме навикнале. Времења на многу промени. Но тоа не сум ни прв ни последен што го констатира и вие тоа од мене не го очекувате. Не очекувате само да констатирам. Јас ќе ви кажам што ние правиме за да се намалат тие предизвици кај нас во Македонија. Како ние се справуваме со нив. Посебно ме радува што повеќе земји од нашето обкружување почнаа да гледаат од нашиот пример и пристап. Посебно е во економијата и развојот и да пристапуваат на начин ист како нашиот. Тоа е за поздравување и тоа може да носи само напредок за регионот и уште поголемо охрабрување за нас да чекориме напред и да бидеме пред сите нив. И јас не би бил јас, нели, ако нема многу бројки, многу прецизни параметри, мерења во овој мој говор, затоа што бројките и резултатите не се само статистика. Тоа се суштински показатели за некое придвижување и факти, како во светот се гледа некаков правец, успех или неуспех. Бројките се сублимирани резултати од конкретни проекти, конкретни дела,
кои придонеле за некое ново работно место, за некоја нова повисока плата, некоја нова можност за секој или за некој од нашите граѓани. И тука немам да продолжам со една фраза дека може секогаш и подобро и повеќе. Тука ќе кажам, ако некој знае како подобро и повеќе, тука сме да го слушнеме и доколку држа сугестиите да ги прифатиме и да ги спроведиме. Ние сме отворени за нови идеи, ние сме отворени за нови луѓе, ние сме отворени за издржани идеи, добро пресметани, добро прерачунати, кои може да помогнат на нашата држава и на нашите граѓани. Да почнеме со економијата. Во 2013 година Република Македонија имаше трет највисок раст на бруто домашниот производ на економијата во Европа. Во 2014 година продолжи трендот на раст на економската активност, но со повисок интензитет. При што во првиот квартал економскиот раст изнесуваше 3,5%, а во вториот квартал растот достигна 4,3%. Со што просечен раст во првата половина од годината изнесува 3,9%, односно второ највисоко остварување во цела Европа. Минатата година трето, првата половина на оваа година второ највисоко остварување после Англија, која што е на прво место. Република Македонија е втора во Европа според растот на економијата. Она што посебно радува е што економскиот раст е на мощна широка основа и не е резултат на некој поголем раст во еден, во два или во три сектори. Сите сектори забележаа позитивни стапки на раст. Извозот имаше најголем придонес, а позитивни движења забележаа и бруто инвестициите од 5,9% и потрошувачката од 3,1%. Растот на инвестициите од инфраструктурните проекти на јавниот сектор и ново отворените производни капацитети во слободните економски зони. Ова се рефлектираше и во растот на градежната активност, која во првата половина од 2014 година изнесуваше 5,6%. Растот на извозот на стоки во првите 9 месеци изнесува 16,2%. Енормно висок раст. И што е исто така многу важно, е со промена на структурата на извозот кон производи со повисока технолошка вредност. Се повеќе и поголем дел од нашиот извоз е со поголема технолошка вредност, што се должи на производството и извозот од капацитетите во технолошко-индустријските развојни зони. Само извозот од овие зони во првите 10 месеци достигна речиси 1 милиарда 949 милиони евра, што представува раст од 55,6%, споредено со истиот период лани и сочинува над 30% од целокупниот извоз на Република Македонија. И се очекува да продолжи во следниот период, ако се има во предвид дека голем дел од капацитетите во технолошко-индустријските развојни зони и индустријските зони се уште не го достигнале нивниот целосен капацитет на производство, а во тек се инвестиции за отворање на нови капацитети, нови фабрики, нови работни места. Веќе деновиве беше објавено дека извозот само од технолошко-индустријските развојни зони надмина 1 милиарда евра и тоа е неверојатно брз тренд на раст на извозот од овие економски зони, за кој што нашиот политички противник се подсмеваше на почетокот во 2006 и 2007. Пред доаѓањето на ВМРО во 2006 година и спроведувањето на реформите, но и на новиот економски концепт, не постоеа ни фабрики во зоните, ни извоз во тие зони, ни работни места во тие зони, како што немаше ни таа додатна 1 милиарда евра извоз од овие зони. Тоа се промените. Тоа се резултатите. Индустријското производство,
континуирано расте 14 месеци поред, без прекин. И во првите 10 месеци од годината забележа раст од 5,1%, како резултат на растот на преработувачката индустрија од 10,4%. Покрај растот во традиционалните сектори, како што се производството на облека 6,1%, текстил 9,2%, производството на облека 6,1%, прехранбените производи 5,7%, тутуно 6,2%, метали 1,8%. Висок раст се забележано и во производството на електричната опрема 29,3%, машини и уреди 22,7%, како и ставката моторни возила и производи од гума и пластика 23,6%. Девизните резерви на крајот на октомври 2014 година изнесуваа 2 милиарди 429 милиони евра, што представува раст од ни помалку ни повеќе, внимавајте, за 22% споредено со состојбата на крајот на 2013. Значи, за неполна година, 22% раст на девизните резерви во Република Македонија. Позитивните движења во реалниот сектор се одразија и врз пазарот на работна сила, односно на вработувањата, така што стапката на невработеност во вториот квартал од 14 се намали на 28,2% и е за дополнителни 0,6% поени пониска споредено со вториот квартал од 2013 година. Бројот на вработени само во првата половина од 2014 година е зголемен за над 13.000 лица, односно за 2% споредено со истиот период минатата година. Притоа бројот на вработени во индустријата во првите 9 месеци од годината забележа раст од 7,7%. Зголемената вработеност е резултат на отворањето на нови производни капацитети и на спроведувањето активни мерки за вработување на владата во овој период. Сите се сеќаваме дека во 2006-та невработеноста, кога дојдовме, беше 38%, а не 28% како што е сега, а потоа следеа светската финансиска криза, па европската должничка криза, време во кое речиси во сите земји во Европа невработеноста растеше, обратно во Македонија таа опаѓаше. Со државен долг од околу 40%, односно попрецизно, државниот долг е 38,9%, а јавниот долг 46,2% од бруто домашниот производ, Македонија и понатаму останува умерено задолжена земја, која е далеку понизок од просекот, односно на нивото на Европска Унија, каде што процентот е 87. Неодамна двете најреномирани кредитни агенции Fitch и Standard & Poor's го потврдија стабилниот кредитен рейтинг на Македонија, кој пред се е резултат на високиот економски раст и проекциите за следниот период. Стабилноста на фискалниот сектор, на јавните финанси, на валутата, високото ниво на капитални инвестиции, добрата бизнес клима и стабилноста на финансискиот систем. Зголемената економска активност е поддржана и преку растот на кредитирањето, кој во октомври 14 оваа година изнесуваше 9,7% на годишна основа. Растот на кредитите беше придружен и со раст на депозитниот потенцијал, кој во октомври оваа година изнесуваше 8,5% на годишна основа. Позитивните движења се очекува да се задржат и до крајот на 2014 година, при што според официјалните проекции се очекува стапката на раст на БДП да е некаде помеѓу 3,5 и 3,7, но можно е да биде и над тоа. Но изгледите за растот се потврдени и од меѓународните финансиски институции и за следната година, кога се очекува раст од 4%, раст кој што го потврдија и ММФ, и Светската банка, и Европската банка за обнова и развој, и Европската комисија, која што за оваа година потврди дека Македонија ќе има втор највисок раст. Ова се бројки, ова се факти, ова се резултати од илјадници спроведени проекти, дела, стратегии, макотрапно сработени, ветени и реализирани, јавно и јасно. Одговорно ви кажувам пред вас и стојам позади тоа што го кажувам. Тоа е работењето на оваа влада, на ВМРО ДПМН. Ова не значи дека немаме уште многу проблеми.
и уште многу работа. Иако значајно намалено, 28% невработено се уште е стапка која бара да се продолжи со напорна работа, особено сега кога европската криза почна да попушта. Ајде сега да видиме како стоиме на едно друго поле со странските инвестиции. Не можам а да не споменам дека има една партија во Македонија која однодамна влезе во бизнис, во индустријата на производство на бомби. Нели, и ни предува забава на сите, па и пошироко, а најмногу ми се чини на Атина. Таа партија не најде за сходно во сите овие 9 години да поздрави барем еден проект од сите што сме ги направиле. Например, да кажа, поздравуваме што го донесовте Джонсон Мети со 2 фабрики во Скопје. Или Джонсон Контрол со една во Скопје, една во Штип. Или можеби да поздравија што го донесовме Кромберт и Шуберт во Битола со 2500 вработувања. Или да кажа, го поздравуваме носењето на Драгсрамајер во Кавадарци, кои беа проектирани за 4100 работни места, а веќе имаат вработено 4900 вработени. Или што го донесовте Маккарт во Велес, кој забрзано ја гради фабриката, која ќе вработи над 600 лица, исто како и ИТЕК, кој гради во Тетово, или Технокозе, која гради втората фабрика во Скопје, 4 пати поголема од нивната прва фабрика, или пак Кисефати Системс во Кичево, или ОДВ Електрик во Охрид, или Амфеново во Кочани, 3 фабрики кои веќе почнаа да регрутираат вработени во постоечки објекти, а наскоро планираат да градат огромни фабрики, 3 огромни фабрики од овие компании кои веќе се присутни во Македонија. Ниту во делот на инфраструктурата, ниту во делот на било кој друг сектор, а ни во делот на привлекување на странски инвестиции и отворање на нови работни места, поле за кое спомнав и за кое морам да кажам дека имаме добри резултати. И кога велам добри, се споредувам со самите нас пред неколку години, а не со политичката партија која едно погонче не отвори додека беше на власт, баш со ова раководство сега. Колку и да сакаат, не може да ги извршат фабриките, кои се изградија, се градат и ќе се градат. Колку и да сакаат да ја дефокусираат јавната политичка дебата и да се осврнуваат на темата Скопје 2014, например, обидувајќи се да одмегнат да говориме и за другите проекти, како што се фабриките, патиштата, водоводите, субвенциите, медицинската опрема, повисоките плати и пензии, сепак не разбираат дека се ова заедно, се ова во пакет, го носи успехот и победата на ВМРО ДПМН. Почитувани присутни, во последната една година 17 странски компании, инвеститори, донесоа одлука и јавно објавија дека ќе инвестираат во Македонија. А во периодот по изборите активно почнаа да работат дел од нив да ги работат проектите за фабриките што треба да ги градат, а дел веќе ги градат и самите фабрики како што се Technical Textiles во Штип или како Диатек во Скопје. Weibo Group, компанијата не извести дека за 2 недели ќе започне да ја гради најавената фабрика во Ранковце, каде планира да вработи 5600 луѓе во период од 3 години по отворањето на првата нивна фабрика, бидејќи ќе градат повеќе фабрики таму, и ќе понуди вработување со организиран превоз за невработени од целиот тој регион, каде се Крива Паланка, Куманово, Кратово, Пробишти и се разбира од самото Ранковце. Покрај овие 17 компании, 8 други компании по изборите до сега, значи овие беа до изборите, 8 други компании по изборите до сега објавија одлука дека ќе инвестираат во нашата земја, значи објавија јавно на нивните веб страни и на пресконференции, а 2 големи компании кои веќе работат во Македонија со преходни инвестиции најавија проширување на своите капацитети. Во странските директни инвестиции од 2006 година до сега се вработени директно, само директно 11.000 лица, а во следните инвестиции кои се потврдени, овие објавените, ќе се вработат најмалку директни 13.000 лица, плюс голем број на индиректни вработувања. Оние што се нивни добавувачи, оние што работат за нив, оние што стануваат нивни партнери, оние што отвораат нови погони за да се поврзат со новите компании што доаѓаат во Македонија. Овие нови инвестиции
носат нови технологии, нови знаења, нови практики и повисока додадена вредност во бруто домашниот производ. Ова е начинот како да се надмине технолошкиот јаз, кој што постои помеѓу домашната и глобалната економија. Многу е важно домашните компании да станат што повеќе добавувачи и соработници и партнери во различни делови кои овие нови компании засега ги нарачуваат од странство. Ова треба да е континуиран напор на сите домашни фирми, а се разбира и владата ќе помогне особено наскоро со проектот што го планираме заедно со AFC, афилијација на Светската банка. Ефектите од приливот на странските инвестиции се многу бројни и резултатите со зголемување на физичкиот капитал, искористување на човечкиот капитал и намалување на невработеноста, што создава основа на зголемување на знаењето и иновациите во економијата се значени. И конечно, 6 нови компании имаат донесено интерни одлуки да инвестираат во Македонија, ги немаат објавено, затоа се уште ние не ги објавуваме нивните имиња заради деловната етика која предвидува самата компанија да си ги објави. Но денес можам од ова место и пред овој форум за прв пат да објавам дека наскоро на 19 декември на Свети Никола договорено е потпишување договор за нова инвестиција во технолошко-индустријската развојна зона Скопје со мощна и висока технологија. Тоа е една од најреномираните компании во Соединетите Американски држави и воопшто во светот за инфлатори за воздушни перничиња, каде ќе има минимум 400 нови директни вработувања и 18 милиони евра инвестиција. Нова компанија работиме цели 3 години мощне посветено и еве конечно успехот ќе дојде. Нека ирлија оваа компанија. Се надевам дека до нова година ќе бидам во можност да објавам уште најмалку една голема инвестиција во еден од поголемите градови во внатрешноста на Македонија, каде досега не е изградена нова фабрика, на што многу работиме деновиви и сме во завршна фаза на реализација. Но да не зборувам пред рака, да не се изјавови работата, не дај Боже. Овие бомбашиве имаат една теза со која велат сме создавале лажна слика пред јавноста. Демек сме го манипулирале народот и ништо не било така како што сме говореле. Ние не викаме дека се е розово, никогаш тоа не сме го викале. Но викаме дека тоа што го говориме е вистина. И како да им докажеме не на граѓаните, затоа што тие знаат и затоа и не поддржуваат на секои избори така силно и така значајно, туку на колегиве од оваа опаснава бомбашкава партија. Еве јас ќе им предложам за да се осигураат дека имаат дела, да ги запалат нивните скапи автомобили, джипови, лимузини и да тргнат на пат низ Македонија. Очигледно на овие нивниве трибини одат навечер и дремат по пат или не гледаат што се случува. Нека тргнат, например, на патот кон Велес или еве кон Охрид. Еве, например, кога ќе стигнат до Кичево, нека кренат глава онаму на ридот спроти црквата Пречиста Богородица. Таму ќе видат машини кои расчистуваат, работат, кои го подготвуваат, односно го работат новиот автопат од Кичево до Охрид. Тоа е новиот автопат кој се гради. Ако одат пак некај Велес, само што треба да направат е да погледнат налево према зоната, слободната зона Буначик. А потоа и кога ќе се доближат до Велес има што да видат од автопатот, каде што се гради компанијата Макарт. Знаете, некако не верувам дека не ги виделе тие трите автопати, како кои се градат во исто време. Никогаш во Македонија во исто време 3 автопати не се граделе, во кои инвестираме 1 милиарда евра и со кои за 50% се зголемува автопатската мрежа во Македонија. Не верувам дека не гледаат. Мислам дека сепак не сакаат да гледаат. Во тоа време додека патуваат, веројатно или решаваат крстословки или си гледаат надолу. Предпоставам дека е греф во таа партија да кажеш дека нешто сме направиле. А што ќе ти исклучат од партијата и ќе ти чкртаат вратата со фломастери, туку може и со бомби да те распукаат. Па си викаат, штом шефот вика дека нема ништо,
Најверојатно и нема ништо. Ајде да не збориме многу, да не снајде нешто негативно. Сега ова вака спонтано ми паѓа на памет во таа партија веќе имаат реализирано еден значаен проект, а тоа е шарање по врати на пратенички со фломастер. Има една значајна инвестиција со купување на еден фломастер со кој значително допринесува во развојот на економијата. За пругата кон Бугарија, што ја градиме, знам дека не сакаат да ја видат. Ги подсетува таа на времето. На времето кога фрлија лопата и ветија дека ќе ја градат. Ама ниту ја изградија, ниту лопатата знаат каде име, ниту пак парите што ги дадоа, знаеме каде завршија. Овој градоначалникот од Центар, на кој што најкрупен проект во неговата кариера му е ставање бекатон на 50 метарска улица и пиење винце на неа, и уште покомплексниот проект што го направи за давање на отворен ден на граѓаните. Овој го знаете што се занимава со политика повеќе отколку со проекти, Жерновски. Не знам дали најде сили да отиде да го посети, да ја посети националната арена Филип II Македонски, за која што јавно тврдеше дека ќе падне трибината. Добро е да отиде. Еве, нема паднато до сега. Ако сакаат, може да ја видат и рехабилитацијата на пругата на коридорот 10, во која инвестираме 17 милиони евра. Реновирање на постојните железнички станици и обнова на товарниот и на патничкиот возен парк, која е во тек. Гасификацијата на Скопје, секундарната гасификација, е во напредна фаза на подготовка. Две компании веќе влегоа во финалниот круг и сега низ конкурентен диалог работиме на финализирање на овој проект. Наскоро следува и секундарната гасификација на Источна и на Западна Македонија. Во петокот сега подпишавме договор со Европската банка за обнова и развој за изградба на 4 нови значајни регионални патни правци, експресни патишта помеѓу Штип и Кочани, Прилеп и Градско, Охрид и Пештани и Струга и Требениште. 160 милиони евра инвестиција. Првите два почнуваат средината на наредната година, вторите два крајот на наредната година, до тогаш се подготовките на проектите и процедурите за избор на изведувач. Тоа се дела. Тоа се проекти. Тоа не можеш да не го гледаш, дури и да сакаш. Ако се уште се двоумат и кога ќе ги видат овие проекти, дела, фабрики, патишта, може да прашаат, еве, ако се уште се двоумат некои од нивните соседи пензионери и да чуат дека нивната пензија, ако е од просечните, е веќе зголемена од 2006 наваму за 62%. Кога во времето на СДСМ се зголемиле пензии? Се зголемија и платите во администрацијата за 27%, социјалната помош за 50%, а веќе за следната година во 2015 повторно планираме зголемување на пензиите, на платите, на социјалната помош. Кога се сеќава ли некој од вас некогаш во времето на СДСМ да се зголемиле плати во администрација, пензии на пензионери, социјална помош? Нема такво нешто. Се сеќаваме на некој од нив само на намалување. И покрај тоа, постојано само напади, критики, требало, не требало, тие да си кажат нешто против, па може и некаде ќе им запали. Се запнале прво еден период, му запнаа на Старевски, па на Јанкуловска, па на Миле. Сега нешто се на Адеми настроени, од образование и на Тодоров во здравство. Додуша Тодоров име редове муштерија за пукање, онака име појдено во хоби. Ако кај мене име обсесија, кај него име веќе хоби. Си вика, што правиме денес, освен овој Груевски, што ќе го прогласиме уште еднаш за најголемо зло на планетата Земја, уште еден да подбереме, кој, ај, Тодоров. А во здравството, например, направивме системски промени во многу делови. Има уште многу да се работи тука. Здравството е секаде, во секоја држава предизвик. Дури и во најразвиените земји. Но ние сме силно фокусирани на тоа и имаме голем напредок. И во набавката на опрема, и во системските промени, и во градбите и реконструкциите на здравствените објекти. Досега извршивме намалување на цените на лековите на над 3000 лекови, се намалени цените некаде и до 80%. Кога се намалиле лекови во време на СДСМ? Никогаш.
Само зголемување. Каде оделе тие пари од толку скапи лекови во минатото? 30 милиони евра годишно граѓаните имаат заштеда од намалувањето на цените на овие лекови. Затоа го напаѓаат и Груевски, и владата, и Тодоров, затоа што се соочуваат со она што ВМРО го прави, а тие можеле, но не го правеле. Напротив, го правеле спротивното. Со паралелен увоз на лекови направивме заштеда од 5,8 милиони евра. Со ставање ред и транспарентност во набавката на инсулинот, уште 3,6 милиони евра. А тендерот кој што е во тек, третиот тендер, за набавка на лекови, каде што повторно имаме паралелен увоз, очекуваме заштеда помеѓу 3 и 4 милиони евра. Вкупно, околу 14 милиони евра заштеда, без при тоа да се нанесе било каква штета на пациентите или да се намали квалитетот на некој лек. Напротив, истите лекови со истиот квалитет, со заштеда од 14 милиони евра, кои планираме да ги инвестираме во реконструкција на Битолската болница, темелна реконструкција на Прилепската болница, во нов ургентен центар во Куманово, во нова опрема во клиниката Светинао Мохридски во Скопје, Стара Градска и во други болнички и клинички капацитети. Во образованието правиме сериозни, темелни реформи. И нормално има отпор. Од кого? Па се знае од кого. Ги лажеа студентите дека ќе сме им правеле екстерно тестирање. Па кога видоа дека не се работи за екстерно, туку само за уште еден испит во целото студирање, и тоа поделен на 2 дела за да им е полесно, и дека е тоа државен испит, што го има во многу земји, некаде со ова име, некаде со друго име или во слична форма. Сега кој знае што планираат да изложат? Па организираат протести, па закажаа за петок, па сватиле дека тогаш нема да им успее, нема да им дојдат луѓе, па презакажаа за среда, па видоа дека нема да имаат подршка кај многу студенти, па ајде нека дошли и родителите, па ајде нека дошли и сите граѓани, и малку ја расширеа армониката така, ако може сите да дојдат. И на крај ќе се сведи на ништо друго, туку на партиска активност на нивните партиски активисти. Со ова внесување на родители, на граѓани и така натаму, ќе маршираат до влада, ќе се извикаат, ќе се изнавреѓаат со пароли и слично, ќе си ги пробаат луѓето кој ќе им излезе. Абе, ако сте способни, ајде организирајте еден митинг, не се крийте за децата. Смислите некоја причина, организирајте митинг. Што се плашите тукави мажи, за децата се кријат. Демек студентите тие ќе ги заштитуваат да не полагале државен испит. Ние не викаме дека не грешиме, драги пријатели. На нас ни е потребен коректив. Но коректив може да биде некој кој кога некоја грешка ќе направиш, ќе те критикува, ќе те опомени, ќе ти го каже јавно тоа, за да се коригираш. Но и кога нешто позитивно ќе направиш, ќе го поддржи. И така се добива доверба, така се добива кредибилитет на оној што критикува. Тоа го нема кај нашиот политички противник. Запрашите се сите зошто сакаме да воведиме државен испит. Значи не екстерно, туку државен испит. Иако знаеме дека може на оваа тема лесно да проба опозицијата да манипулира, да мобилизира. Сега еве и средношколците ги лажат и пробуваат да ги мобилизираат. Зошто? За нас е најлесно да речеме, ајде, баталија оваа работа, ќе нема протести, ниту некој нешто политички ќе изгуби, се ќе биде без проблеми. Но запрашајте се тогаш, дали ќе можеме една реформа во некоја област да направиме. Ние од ова, како партија, немаме некој краткорочен ефект. Напротив, еве, оставаме простор овие од партијава со фломастерите да организираат протести и да се удираат по гради. Но сепак државата ќе има долгорочен интерес. И јас сум убеден во тоа. Интересот е во тоа што ова е уште еден метод за осигурување на образовниот процес кој треба да создаде генерации со знаења, а не само со дипломи, без знаења. Кои ќе бидат конкурентни на пазарот и ќе ја носат Македонија напред. Тоа е идејата. Најлесно е да не правиме ништо. Но тоа, освен што е најлесно, истовремено и најнеодговорно. Ние не можеме така. Ова е добра реформа. Убеден сум во тоа. Оврска и мисија на ВМРО ДПМН е
постојано да работи и да прави чекори, дела за зголемување на стандардите во сите сфери во Република Македонија, вклучително и во, можеби и пред се во образованието. Што чудно време дојде, драги пријатели, некако човек да се замисли дали е добро да победи на избори. Победивме, па овие не ги признаваат резултатите. Па ајде сега техничка влада барале. Инаку немало да одат повторно на избори. Не знам како да им објаснам дека освен што никој на светов нема разбирање за тоа нивно барање, туку дека тоа е и штетно, затоа што формира преседан, кој понатаму лесно би можел да биде злоупотребуван. Изгубија со разлика од над 200.000 гласа. Значи не изгубија со 20, 200 или 2000 гласови разлика, туку над 200.000 гласови разлика. Изгледа колку повеќе губат, толку поопасни барања имаат. Изгледа тоа им е тактиката. Народ да си рече, дај ќе гласаме за СДСМ, кој знае утре што ќе побараат, ако разликата е 300.000 гласа. Може би ќе побараат Заев да дојде на местото на Бан Ки Мун, за да ги осигура изборите. Еве сега, најново име ваква бомба, па таква бомба, и додека го чекаме филмот Бомба, кој нели ќе им бил согласно стратегијата на партијата, која веројатно како и програмата не им ни постои, сега се во фаза на загревање, како што велат, па почнаа да снимаат филмчиња. Едниот се вика "Одам бос по пасошки кориси и докажувам со викање дека сум ВМРО-ец". Така се вика филмот. Филмчето са. Демек, пасоши за избори се штанцале, па после самите си демантираат дека никогаш не рекле дека биле за избори. Што да ви кажам? Некоја многу јака стратегија ова. Мислам дека ни самите дел од раководството не ја разбираат, ама им е несконо да кажат пред другите гласно, да не излезе дека се неупатени. И онака со задвабочен поглед го следат нивниот лидер, додека им објаснува дека всушност сето ова е дело на нивната стратегија. Аха, сите, добро. И нормално, ама сето тоа што го прават, нели, тоа не е диктатура. Ние сме диктатура, тие се многу фини, и всушност ова со закани, со уцени, со бомби, со бркања од хигиеничарка до директор, како што најави самиот Заев, или до министер, од работа, со говорот на омраза, со пукања, со закани, за убиства и слично. Тоа што го прават е за наше добро, за сите. Тоа не е диктатура. Тоа е демократија. Ки убивале, како што викаат нивните идеолози, ки имало хајки, ки имало освети, ке бркале од работа, ке рушеле, ке затварале медиуми. Па добро да и вие немојте да бидете ситничари. Треба и тие нешто да работат кога ќе дојдат на власт. Програма немаат, еве со вакви работи ке се занимаваат. Ама како тргнале, некако, како тргнале, знаете, ајде да не испадне сега, ама јок. Народ не ги подржува. Тоа е тоа. Си знае народот колку тие и да го подценуваат нашиот народ, сепак на крај тој прави споредба меѓу нас и меѓу нив. Меѓу нашата понуда и нашите резултати и реализација. И меѓу нивната понуда и она што во минатото го имале како резултат и реализација. Си научи народот како треба и што треба. Гледа народот дека воопшто не ги интересираат државните интереси. Не ги интересираат ни граѓаните. Само пуста мисла како да се дограбат до власта. Па ако треба, и ќе измислат и гнасни афери, глупости, манипулации, па ако треба, и ќе работа за туги дворови и туги интереси. Дојдоа на дереже со песна да исполнуваат туги агенти. Но ние тоа нема да го дозволиме. Нивната неодговорност нема да биде наша. Почитувани сопартики, ценети пријатели, пред нас е период во кој ќе останеме посветени на реализацијата, на проектите, на реформите, на модернизацијата на државата, кои ќе придонесат за развој и просперитет на нашата држава. Ќе останеме на утвrdениот курс и зацртаните цели, на исполнување на она што сме го ветиле. Ќе продолжиме со посветена и честна работа, колку и да не навредуваат,
колку и да не дефокусираат, колку и да не обвинуваат и измислуваат афери за нас или не пукаат, ние ќе обстоиме и ќе продолжиме силно напред, онака како што знаеме ВМРО-вски. Ние сме ВМРО ДПМН. Со нашата искреност кон секој граѓанин на Република Македонија, со уште посилно темпо, ќе продолжиме да ја реализираме нашата изборна програма со која ја добивме довербата на граѓаните. Ќе работиме како и досега доследни на кажаното и искрени кон својот народ. Ќе продолжиме да бидеме отворени за секој што го прифаќа нашиот народ, нашиот начин на работа и нашите приоритети за подобра, поуспешна и по-просперитетна Македонија. Македонија како земја на можности, земја на етничка толеранција и разбирање. Македонија каква што сите македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, сите ја посакуваме. Ве повикувам и во наредниот период, како членови на ВМРО ДПМН и како Унија на жени на ВМРО ДПМН, активно да се вклучите во новите проекти и новите активности. Со уште посилно темпо да продолжиме да ја остваруваме нашата заедничка мисија. Со слога, со разбирање, со толеранција, да се движиме по зацртаниот пат за развој. И не приметувате, веројатно, некако како да го заборавивме денеска прашањето за името и за нашиот сосед во овој говор, може некој да се наоти што не го спомнав. Да ви кажам право, кога ќе помисли човек малку подвабоко, па значаен дел од времето за нив зборував, на овој или на оној начин. Да се здрави и живи. Нека е вечна Македонија. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее идејата за која сите ние работиме и се бориме и чиј дел сме. Просперитетна Македонија.